Комунално граѓанско безобразие денес осамна во строгиот центар на Штип. Несовесен граѓанин, голема количина на градежен шут и подрумски отпад во време на полицискиот час оставил кај аптеката на Зегин и просториите на А1. Во истиот момент и први на виденото реагираа граѓаните. Народот е крив, народот е безобразен и сега си врши работа. Ја гледам. Кој ќе кажеш, ја гледаш, и тоа се на ќеска фрлат. На шо личи тоа сега? Док оние прават тука односет центар, да, не е убаво. Ја најдам на овие уличните редари што са. Он сета и така, видиме, пријава. Да се казва. Иначе народ во македонски народ не владе уред. Максималната неодговорност на лице место го донесе и директорот на јавното предпријатие ИСАР Живко Тасев. Еве, има вакви повторно случаи каде што има несоведност од некои граѓани, дрскост, безобразност и неодговорност и мора да проработат институциите како што се полицијата и комуналните инспекции да ги преземат сите мерки за овие граѓани да бидат казнити. Замислите, ние имаме 14 домаќинства. Ако секој граѓани го направи во поедноставно, им потребно околу 14.000 трактори годишно да изфрлеме. За жал, граѓанската неодговорност во Штип е во експанзија и таа може да се види насекаде. Во ИСАР веќе немаат зборови колку непотребна работа им ствараат граѓаните во последно време. Денес јавното предпријатие ИСАР на неколку локации околу постојните контейнери за комунален цврст отпад собираше мини депони од габаритен и кабаст отпад. Тоа се локациите кај детската градинка во населба Автокоманда кај Туш, локацијата на улицата Борис Кидрич и еве денес на локацијата кај Зеги. Уште еднаш апелираме до граѓаните, особено во овие денови на пандемија и особено да не го користат полицискиот час за да изфрлаат кабаст и габаритен отпад кај локациите за контейнерите. Нормално во целата оваа ситуација е и прашањето за улогата на комуналната инспекција за овој, но и за сите останати случаи. Во овој случај, значи, за да се казни сторителот на ова дело, значи, од страна на комуналната инспекција треба да биде фатен на лице место. Значи, ние не го знаеме кој е сторителот, доколку ни се посочи и биде фатен на лице место нареден пат, значи, истиот ќе биде казнет. Казните за оставање, одлагање на градежен отпад, чут и на друг вид на отпад на јавни површини, значи на јавни површини, тротоари, улици, близко до контейнери, во самите контейнери, значи се движи по законот за јавна чистота од 50 до 200 евра во денарска противвредност. Но дали овој пат несовесните ќе се опаметат исплашени од можните високи казни, повторно е неизвестно. Зашто казните кај нас по обичај стигнуваат споро и најчесто никогаш. Овој пат за случајов сите очекуваме епилог.